делот на тоа што значи соработка локална самоуправа со централна власт, ја уште првиот ден сум кажал, и денес ќе го потврдам исто, а и во интервјуто го кажам како така. Градоначалникот има мора и законска врска да почитува хиерархија и да работи и соработува со централната власт. Во интерес на целокупното население и на граѓаните на општината од Кушубајче. Вклучително нашата општина, во нашата предизборна кампања и изборна кампања кај што ги имавме програмата за работа, секаде што требаше да има учество од владата, беше потенцирано и кажа. Тој проект е конкретно, Цапара Булева, влезот во Каваца, тоа што е од регионално значење. Че го изгради локалната самоуправа со заедничко учество од владата или државата. Исто за градените. Исто се случуваше за колектор. Секаде кај што имавме потреба и задача на самата држава да врати назад, ние се го побаравме транспарентно. Одзивот на нашите проекти кои што ги имаме поднесено до владата, до министерствата, се во 100% одговорени. Тоа не можем да го негирам. Сумата која што е рефинансирана Каваци, за мене е се уште на ниско ниво, затоа што како драчани и заеднички советници мораме да бараме да биде се поголем. Затоа што сами спомнавте дека сме втора општина по БДП во цела држава. Тоа значи дека се служи општина Каваци да се гради и инфраструктурски, веќе тоа да се модернизира како општина. Еве, денеска можам официјално да сопштам и темата дека официјално на влада во петокот ни е одобрено 13 милиона денара за реконструкција на фудбалското игралиште. Тоа е момент кај што се чека 20 години. Направивме проект, покажавме дека знаеме да играеме фудбал, направивме добар тим во фудбалот. Градски фудбалски клуб каде што очекуваме да влезе во прва лига оваа година и владата тоа го разпознава, срамота е да играеме на таков терен, од прва лига не може да дозвола да играеме. Во делот на сите други проекти и визии, како градоначалник и вие како совет, нормално тука и нашите вработени во службите на општина Каваца кои што ги имаме, сите се многу транспарентни, меѓутоа и креативни, иновативни и во функционирање на целокупното живење во општина Каваца. Немаме ниту еден мегаломански проект, немаме некој футуристички проект, немаме споменици, немаме глупости. Ние бараме буквално да се направи тоа што во општина Каваца треба во делот на културата, спортот, образованието, инфраструктура, локалниот економски развој, предучилишна возраст. За прв пат општина Каваци после 15 години има деца, а нема деца да чекаат на упис во градинка. Тоа се поздравување, целокупно поздравување на целата општина и на директорите која што верувајте дека многу се вложи во овие проекти и направи напори да кадровски го реши тоа и нормално го изгради нечие кој што е од голема одговорност. По делот на дестилериите кои што го имаме како идеја, ја тука би коментирал уште 3 проекти. Како градоначалник лични проекти мои, заедно со партијата, со луѓето, со јавни анкети, беше темата моја општина. Сите почетнички беа скептички, настроени дека моја општина е популистичка, партиска, не знам каква структура на категорија на оделение и дека тоа ќе брка партиски работи. Не, напротив, се покажа и се докажа дека моја општина е на неопходна структура од општеството и неопходен дел од урбаните заедници кај што секој дневно си ја завршува својата работа на професионално ниво. Од тука излезе и кол центарот, од кол центарот ќе излезе и гасификацијата и целокупната централизација на општина Каваца и сите јавни предпријатија. Истиот случај ги имавме со депото. 460 гражи општина Каваца ги отстрани за 2 години. На 460 гражи на 20.000 метри квадратни подигната земјна површина. За голем почит од целокупното работење на општината. Депото кое што го направивме на површина од 27.000 метри квадратни веќе 60% е искористено. Така да оправданоста од таа работа се е веќе покажана и докажана. Исто сакам да се доврзам тука за проектот Дестилерија, кој што не е мртов проект. Со премиерот на неколку пати ги имаме зборно проект. На неколку пати е дискутирано, се бара правно формален начин како се преработува дестилатот,
како акцизна стока и да се стави во државна резерва. Мораме да ги вклучиме винарските визби во тој дел, за да најдеме прав начин за складирање како што е јачмен, пченица, нафта, значи да дојде дестилатот во државна резерва. Има расположение и од Министерството за земјоделие и од премиерот како највисока структура во делот на нашата држава. Меѓутоа, мораме да најдеме прав начин како да го спроведиме правно, формално и акциската стока да не потегне како акциза, него да дојде во државна резерва. Тој проект за дестилат е насочен и проектот вика откуп на вишок од грозје и дестилени. Ја викам, дај Боже, не ги желееме вишок од грозје, а да постигнеме добра цена и добар квалитет и секогаш да го преработиме увин. Али со оглед на анализите, дека на секои 3 до 4 години доаѓаме до 20 до 40 милиона килограма вишок на грозје, во таков момент мораме да имаме ваква алтернативна мерка за преработка во дестилат. Оваа година, за жал, имавме многу мал принос на грозје, меѓутоа и цената не успеавме да ја дигнеме онаа почетна цена на винарските визби. Меѓутоа владата за тоа испадна во пресечни, 2 доlara се загарантирани за лозарите, а се размислува и за дополнителна мерка остов на сушна година. Така да, ние мора да се бориме заеднички и со лозарите, и со винарските визби, и со владата, и вие како советници, за аргументирани прашања, аргументирани одговори, да се дојдат до правата цел. Контекстот на она што го зборувам, кој колку е добар и колку се ја врка својата работа, ја верувам дека секој човек што е максимално посветен и има искрени и транспарентни желби да создаде нешто повеќе од својата урбана средина, поготово функција градоначалник или советник. Ја мислам дека не може да немаме успех кога работиме заеднички, не работиме во партиски интерес, работиме во општински интерес. Ова може лова двогодишно работење и може би еден од ретките совети и ретко имаше функција градоначалник, каде што партиската работа е ставена во втора фаза. Прецени се граѓаните, прецени се децата, прецени инфраструктурата и опленувањето во општина Кавадац. Затоа ја би успех. Сега јас како градоначалник, ако почнам да ја напаѓам владата, не аргументирам, и ако почнам да не соработувам, и ако викам ја поднеси проект, а никој не го разгледа, а ја не сум поднесел проект, во тој случај нема успех. Во тој случај не е битно дали е Митко тука, дали е таму Социјалдемократскиот сојуз, дали е ВМРО, ДПМН или било која партија. Секој успешен човек треба да си има своја цел, да си зацрта тоа што е да го успееме. Дневно политичките шпекулации ќе ги темелиме и ќе ги трпиме заеднички. Кога ќе дојдат предвремени, односно кога ќе дојде времето за избори, секој по својот пат ќе си го објасни тоа што е да го објасни. Времето, според мене, на шпекулации и на негативни моменти, и на градење и креирање на ботови, нема простор во нашата држава. Доста шпекулации, доста манипулации. Народот веќе сака искреност и сака да знае што е. Само вчера ќе напомнам дека професор доктор Чепреганов имаше една емисија, ево имаме тука лекари, знаете кој е Чепреганов, и негов заклучок, макар нека верувам дека е точен, пошто е правен лекар, дека 90% од младите и од средна возрастна луѓе живеат во психоза, во анксиозност и во нестабилност. И главен причинител за таа работа се политички партии. Тоа е негов став и негово држење сврско да стават во тој пат. Ние не смееме да дозволиме нашите деца или блиски да живеат во исто, нормално, барем кој ќе може помогнеме на локално ниво. Помислите како чека дома, утре мајка му дали ќе биде избркана од работа или ќе биде критикувана или нема да си дојде расположена заради тоа што од една политичка опонента или од друга. Тоа децата го осеќаат и го пренесуваат едни на други. Така да ние треба да имаме релаксирана ситуација. Нашата држава е мала држава, а може да биде многу средината. Му кажуваш ова УВМ-та си подмислиш? Сега му кажувам и тоа ми избркав. Аха. Благодарам. Значи, мора да бидеме соединети, не смееме да дозволиме да си го направиме тоа, си го наметниме сами на себе. На дневна основа, а не биле како предава, меѓутоа, на национални, на политички бази, на емоции, најлесно се добри. Меѓутоа, долгорочно,
Мора да гледаме реалноста и вистината. Јас сега ќе одговорам како неутрален, пошто многу се искошкавте како и што е, ја вака би препорачал на двете партии, сега како градоначалник на жителите на општина Кавадарци. Прво да ја заблагодарам за тоа што исторно го кажувате и го гледате и од двете страни, што се сработило, како се работи и се гледа, пошто може некој да го гледа и со други очи. Од втора страна, сакам на двете партии да препорачам со исклучок на централно ниво и на централните власти да се обркаме работото Кавадарци така како што долико. Да прават одделот и после нашиот мандат, и после нашата возраст, или после излегувањето од тука, ние ќе останеме и жители на општина Кавадарци и треба да кажеме да ние постигнавме тоа и тоа. За викендот имав една прекрасна делегација од бугарска страна, начело со господинот амбасадор Маријан Ѓорчев, кој што постигнува од Кавадарци. Семете пример од него. Еден скромен човек, еден човек кој што многу политиката постигнал, придонел и за Кавадарци и видите како се понаша ден денес. Јас би го земал за пример него како еден политичар кој што својата кариера на професионална гледна точка е изградил и никогаш не нападнал нешто што не е за напаѓање. Така да мислам дека општина Кавадарци се движи во прав правец, да ги земеме работите со резерви кои што доаѓаат од страна, пошто верувам дека има луѓе кои што нема одговараат да бидеме соединети и да функционира општината за тоа што личните бенефити ние ги почувствуваме само на политичка база. Никој тука не е дојде плата и вие како советниците се хонорарни, сакате да придонесете и да направите, повеќе време губите од тоа што може да постигнете, веќе да општината поводи напред за задоволството на наша страна. За проектите кои што ги спомнавте, 95% програмата е исцрпена. Со овој ребаланс кој што здрави живи денеска да го поминиме, сите проекти се распишени и тендерирани, некои се во завршна фаза, некои се во фаза на евалуација. Ребалансот е, како што каже и госпожа Санка, донесен повеќе заради тоа што некои од проекти ќе се отпочнат оваа година, а финансите импликации по основ плани ќе дојдат наредната година. Така да со 95% завршена програма, јас вака лично еве и представник координација ги спомнав, дека сите советници 19, заедно со ръководителите на секторите и граѓаните, после почетот од 2 години после 1 ноември, ќе се заземеме во тие 2 месеци да направиме заедничка програма за наредните 2 години, што ќе дополниме со исцрпување на нашите проекти кои што ги имавме во делот на изборната кампања. Зошто така тоа? Само за една причина, пошто изборната кампања ќе биде исцрпена. Нема што да предлага градоначалникот или поединци, ќе предложиме сите наредните 2 години каде да ги насочиме нашите буџетски средства и каде да се развие општина Кавадарци. Се до завршување на нашиот мандат. Ви благодарам. Да, може да правиме и средба со граѓани со тоа напред. Средба со граѓани секој ќе го направиме, анкетни прашања према граѓани, а нормално советот и ние како раководство, јас како градоначалник, ќе донесеме конечна одлука. Прво, само една работа да напомнам, пошто нашите проекти 95% ќе бидат исцрпени со заклучно 1 ноември 2019, меѓутоа финансите импликации за плаќање на тие проекти ќе дојдат и во 2020. Секторот за финансии со госпожа Санка ќе направат прво буџет. Ќе ни кажа за наредните години год или 2 останува буџет толку, од буџетот ќе потекнеме да инициатираме нови проекти, нова програма и таа ќе биде нема да биде политичка програма, таа ќе биде внатрешно општинска програма донесена на чело со граѓаните, службите и сите советници во целост. Благодарам.